أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Џел, Господарот на сите светови, и него му се заблагодаруваме што повторно не собра на ове негово сакано место, дружејќи се за она работа која е најсакана ке возвишениот Аллах Азза ва Џел, а тоа е учење и подучување со неговиот говор. После кратка рамазанска пауза, за која го молиме на Аллах Азза ва Џел да ни прими постот и добрите дела во него, елхамдулилlah, се враќаме на ове наше неделно дружење, за кое прво што сакам е да се подсета прво на самиот себе си, а после и на вас на две битни работи. Прва работа е што се несува до нашиот ниет. Знаеме дека, како што вели Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, делата се вренуваат према намерата. И да знаеме дека свекое едно дело и свекој еден ибадет, неговото прифаќање зависи од нашиот ниет, зависи од нашата намера. Па затоа треба да сме свесни дека свекој еден ибадет, а посебно ваков вид на ибадет, како што е дружење во Аллахова куќа за учење и подучување во неговата книга, навистина, браќа, треба да го обновуваме нашиот ниет нонстоп. Да имаме искрен ниет. Ове дружење да ни биде само заради задоволството на возвишениот Аллах Азза ва Џел, да се приближиме кон него, со цел да се поучиме со нешто, да знаеме како да го обожаваме на Аллах Азза ва Џел, да знаеме од оние работи кои тој ги сака или ги мрази, и оние работи кои се халал или харам, со кои дела или со кое знаење, ако ни е исправен ниетот, за тоа ќе имаме награда и ќе се доближиме до нашиот Господар Субханаху ва Таала. А потоа да се подсетиме дека дружењето околу Куранот и неговиот тефсир е еден од најголемите благодети, најголемата чест и дар која возвишениот Аллах Азза ва Џел не им ја дава на секого. Па затоа треба да бидиме благодарни на возвишениот Аллах Азза ва Џел и посебно да се трудиме за нашиот ниет и за нашата искреност. Затоа рекол Сахел ибн Абдулlah рахимахуллах, нема ништо потешко за душата од искреноста. Зошто во основа од душата сакат многу работи. Сакат да се прикажи пред други. Но искреноста нема место за таква работа. Искреноста е твоето дело, твојот ибадет да биде исклучиво заради возвишениот Аллах Азза ва Џел. И велит Јусуф ибн Хусейн ар-Рази рахимахуллах, највредното нешто на овој свет е искреноста. А како и да не е највредна, која свекој еден ибадет ти зависи од таа искреност. Е тој ниет. Нормално заедно со втората работа, а тоа е да ти биде во склад со шеријатот на Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем. Па велит рахимахуллах, колку и да се труда да го отстрана ријалукот, покажувањето или претварањето пред некого од своето срце, како повторно да никнува во него, само во други форми, во други облици. Значи, колку и да се труди, шејтанот нема да те остави до твојата смрт. Че се труди, ако успеа да те донци на место кај што Аллах Азза ва Џел е задоволен, пак тој нема да остани така, туку че се труди да ти го расипат теја дело твое. А најпојче ќе се труди да ти го расипат со теја што во твоето срце ќе биде покажување пред некого други.
не ća бидит искрено заради Аллах Азза ва Джел. Зате да се потрудиме да го обновиме нашиот ниет, вакви дружења или било кој ибадет, да бидит само заради возвишениот Аллах Азза ва Джел. А потоа, браќа, возвишениот Аллах Азза ва Джел од работите кои ни ги кажува во неговата племенита книга се токму разни случки, кои возвишениот Аллах Азза ва Джел не ги спомнува во неговата книга само за да уживаме во тие настани, историски настани. Туку овие случаи со кои Аллах Азза ва Джел ни ги изложува во неговата книга, ни се дадени за да земаме поука од нив и да извлечеме корист од тие настани во нашава денешна ситуација. Секоја случка што е спомната во Кур'ан, човек ќе зема поука се до судниот ден. Најголемата цел од овие случаи е токму да земаме поука и да земаме корист и лекции од ними. Од тие случаи кои Аллах Азза ва Джелле ги има спомнато во неговата книга е случката со кравата на Бену Исраил, поради која и Аллах Азза ва Джелле или поради која го има добиено токму ове сура, суратул Бекара. Поради оваа случка што е спомната во ова сура и која не е спомнато на друго место освен во суратул Бекара. Наиме, браќа, се зборува за некој човек од Бену Исраил кој бил неплоден, кој немал деца, но бил многу богат и имал многу имот. Неговиот внук, неговиот син на брат му, бил единствен негов наследник. Ништо немал од фамилија, освен овој негов внук, син на брат му. Но овој негов наследник бил зулумчар. И оне што му паднало на памет е да го убие својот аџо, па да може да го земе неговиот имот, да го земе неговото наследство. И тоа го направил. Па го убил и не само тоа, туку истата вечер го однел телото на неговиот мртов аџо и го оставил пред вратата на некој други, во некој друго племе. Со ове тој имал цел да постигне две работи. Прво, со неговото убиство сакал да го земат неговиот имот, да го наследит неговиот имот. И втора работа, со тоа што го однел телото на друго место, не само што ќе ја отстрани вината од него, туку ќе бара и крварина од местото каде што ќе го остави телото на неговиот аџо. Сакал да добие две работи. Сабајлето, кога го нашле мртвото тело, овој негов внук отишол да се расправа и да ги обвинува на тие луѓе. Па почнале да се расправаат измеѓу себе до тој степен што се вооружиле и станале еден против други. Тогаш оние кои биле попаметни од нив, кои биле мудри, рекле: зошто се расправате и сакате да се убивате едни со други, кога помеѓу вас имате Аллахов пратеник, кој бил Муса алейхиссалату вассалам, кој бил пратеник и кој бил измеѓу нив. Тогаш овој случај тие го доставиле на Аллаховиот пратеник Муса алейхиссалату вассалам, кој како Аллахов пратеник не зборува по своји страсти, туку сето му е објава од кого? Од возвишениот Аллах Азза ва Джел. И ми ја предочиле оваа случка, па тогаш рекол, како што Аллах Азза ва Джел не известува и вели: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. И кога Муса алейхиссалам му рече на неговиот народ, на својот народ: Аллах на вистина ви наредува да заколете крава. Ове е како прво искушение од Аллах Азза ва Джел, за да ја покаже колку тие се истрајни и колку се послушни на наредбата од Аллах Азза ва Джел. Ова наредба, кажана на овија начин од Муса алейхиссалату вассалам,
било доволна за веднаш да се послушат и да се извршит. Му било наредено да заколет било која крава, па да го реши тој случај. И ове беше наредба од Муса алейхи салату вассалам, но наредба од кого? Од Аллах азза ва џел. Но каков бреча бил одговор на овие народ од Бену Исраил? Овој бил одговор исполнет со малоумност, со охолост, со лош едеб, дури и го обвиниле на Муса алейхи салату вассалам дека се шегува или се игра со нив. Кое играње и шегување не му доликува на верник, а посебно не на Аллахов пратеник, да се играт со Аллаховите прописи. Па рекле: "Калу атеттахидуна хузуа", го запрашале на Муса алейхи салам: "Дали се шегува со нас? Мие имаме случај, па ти ни велиш да заколиме крава. Па зарем се игра со нас?" Муса алейхи салату вассалам на прво место му одговорил со теа што побарал заштита ке возвишениот Аллах азза ва џелле од теа да бидат од џахили, од незналици, зашто теа не му доликуваат на Аллахов пратеник. Па велит: "Кале аузу биллахи ан акуна минал џахилин", а Муса одговори: "Барам заштита ке Аллах азза ва џелле од тоа да бидам од џахилите, од неуките, од оние кои се играат со Аллаховите прописи." Ке свекого мој да имат играње, нажалост, но не е замисливо да има играње ке Аллахов пратеник, и тоа играње со пропис од возвишениот Аллах азза ва џел. Овој говор на Муса алейхи салам би било доволна поука за да се вратат кон себе си, да се вразумет и да извршат наредбата од Аллах азза ва џел. Но тие почнале да отежнуваат, почнале да комплицираат, па и Аллах азза ва џелле им отежна на нив. Па почнале да прашуваат: "Калу ду'у лана раббека юбейин лана ма хи", рекоа: "Замоли го за нас Господарот твој." Му рекле Господарот твој да ни објасни каква треба да биде таа крава. Прво, овој начин на прашување укажува на тоа дека тие се сомневале и мислят дека иште Муса алейхи салам се играат со нив. И плюс му рекле: "Замоли го твојот Господар." И ова е втор вид на играње со Муса алейхи салату вассалам. Како Аллах азза ва џелле да е само Господар на Муса алейхи салам, а не и нивни Господар. И како оваа работа да не се однесува на нив, туку само на Муса и на неговиот Господар субханаху ва таала. И ова е вид на играње со Аллахов пратеник. Кале: "Иннаху јекулу иннаха бакаратун ла фаридун вала бикрун аванун бейна залик." Тие барае комплицирање, па и Аллах азза ва џелле им отежнува. Па им одговара на нивното прашање, да виде дека немат играње и дека е сериозно. Па му рекол Муса алейхи салату вассалам: "Тој вели Аллах азза ва џел дека кравата не смее да биде ни стара, ни млада, туку помеѓу тоа средна возраст." Ова е прво прашање и прв одговор. После ове кратко јасно објаснување од Муса алейхи салам му рекол: "Фафалу ма ту'марун", ево ви кратко објаснување, па направете го тоа што ви се наредува од Аллах азза ва џел. И навистина ова би било сосема доволно да се паметни и навистина да сакаат да ја послушаат наредбата од Аллах азза ва џел. Но браќа, како што се познати, тие се навикнати на тврдоглавост, навикнати се на инает, и тоа самите да си го отежнуваат патот. Па повторно почнале да комплицираат и да прашуваат и рекле: "Калу ду'у лана раббека юбейин лана ма лаунуха", "Замоли го за нас Господарот твој", рекоа тие, да ни објасни каква боја треба да биде. Повторно му се обратиле со Господарот твој, како да не е нивни Господар. Овде почнале уште повеќе да влегуваат во детали, уште повеќе да отежнуваат, па и Аллах азза ва џел уште повеќе му отежнува. Па му одговорил: "Кале иннаху јекулу иннаха бакаратун сафрау фақи'ун лаунуха тасурру назирин." Тој вели, рече Муса алейхи салам,
дека таа крава треба да биде светло-жолта боја, да им се допадне на тие што ќе ја видат. И овој вид е многу ретк. Редок вид. Тие самите го стеснале овој избор, откако му било широк, му било наредено било која крава да заколет, па че беше завршена ова работа овој случај. Но тие отежнале, па Аллах Азза ва Джелле му наредил да биде средна возраст и тоа да биде светло-жолта боја. За која вели Вахб ибн Мунеббих рахимехуллах, кога ќе погледнеш во незината кожа, ќе ти се причини како сончевите зраци да излегуваат од неа. И ваков е вид на овој вид на крава. Иако има доволно појаснување, повторно браќа тие продолжија да комплицираат. И по трета реда прашуваат: "Калу ду'у лана раббака юбайyin лана ма hi", замоли го за нас Господарот твој, рекол тие да не објасни каква уште треба да биде. Иште не му јасно каква треба да биде. Иннал бакара ташабаха алейна, бидејќи нам на вистина кравите со овие својства ни изгледаат слични. Како да почувствувале овој пат дека на вистина претервет со нивната тврдоглавост. И рекле, овој најбитниот збор што го рекле: "Ва инна инша Аллаху ламухтедун." И веле, ако ни објасниш иште мало, мие инша Аллах, ако Аллах сакат, сигурно ќе ја најме таа што се барат од нас. Велит Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селлем во хадисот од Ебу Хурейра радијаллаху ан, да не рекоа Бену Исраил инша Аллах во овој момент, ако Аллах сакат, никогаш немаше да ја пронајдет и никогаш немаше да го решат тој случај. Но само овој збор што рекоа инша Аллах било себе за да го најдет и да го решат тој нивни случај. Па велит Аллах Азза ва Джел: "Кала иннаху јакулу иннаха бакаратун ла залулун туфиру л-арда ва ла тасқи л-харса мусалламатун ла шијата фиха." Тој вели, рече Муса алейхиссалам, и ова е последното објаснување: кравата не смее да биде исцрпена од орање на земјата и од наводнување на посевите. Треба да биде без никаква мана, да нема никаква болест и да нема на себе никаква дамка од друга боја, освен бојата на незината кожа која е светло-жолта боја. Да нема никаква друга дамка. Така условите веќе им се зголемија. Изборот му се стесна. Со овие услови и со овие својства, на крај рекоа: "Калу л-ан џи'те бил-хак." Рекоа: сега ја опиша како што треба. Како до сега Муса алейхиссалам да не опиша како што треба. Но ове му беше затоа што тие не сакае да ја заколет. И не сакае да се реши овој случај. И друга работа, овој вид го најдоe само на едно место. Само ке еден човек, и тој не ја давал освен со еден шарт, како што преносвет, а теја е незината кожа да му е наполнет со злато. Само по тој шарт. Но тие се сложиле пошто не нашле друго. Не нашле друга. Па се сложиле и велит Аллах Азза ва Джел: "Фадабахуха ва ма каду јафалун", па ја заклаа конечно и скоро да не го направеа тоа. Бидејќи не сакае да ја закола поради причината што спомнавме и поради теја што му излезе многу скопа. Тие сакае да земаат наследство, но ова му излезе многу поголемо. Потоа Аллах Азза ва Джелле на крај велит: "Ва из qatалтум нафсан фадаратум фиха валлаху мухриджум ма кунтум тактумун", и кога убивте еден човек, па околу него почнавте да се препирате, Аллах даде на виделина да излезе тоа што го скривте. Која е целта од ове колење на ова крава? Зошто? Поентата е во следниот курански ајат каде што Аллах Азза ва Джелле велит: "Фaqulna дрибуху би ба'диха каذалика юхји Аллаху л-маута ва юрикум ајатихи лааллакум таъқилун." Па ние рековме, наредба од Аллах Азза ва Джел: удрете го мртвиот,
со некој дел, со било кој дел од закланата крава, па ете така Аллах ги оживува мртвите и ви ги покажува доказите своји за да сватите. И ова е вториот дел од оваа случка, нејзината поука од оваа случка и моќта на Створителот на Аллах Азза ва Џел и вистината на проживувањето. Возвишениот Аллах Азза ва Џел во овој курански ајет ни објасна која е мудроста од колењето на таа крава. Тие убија човек, а потоа секоја група ја негираше вината од себе, ја префрлаше на другиот, па немаше сведок за тоа. Па Аллах Азза ва Џел сакаше да ја покаже вистината и тоа преку самиот убиен. Самиот убиен да покаже кој е тој кој го уби. Па колењето на кравата беше само себе, само причина за неговото оживување. И овие е еден од оние 5 примери кои спомнавме во суратул Бекара, каде што Аллах Азза ва Џел ни дава пример на проживување. И овој еден од тие делови или од тие аети. Аллах Азза ва Џел му нареди да се земат било кој дел и со него да се удри телото на мртвиот и со Аллахова моќ. Тој повторно проживеа за сам да го открие својот убиец. Па станал пред очи на сите луѓе од Бену Исраил и му покажал кој е неговиот убиец. Само што му покажал, веднаш повторно се вратил мртов. И на овој начин Аллах Азза ва Џел вели, ете така Аллах ги оживува мртвите и ви ги покажува доказите своји за да сватите. Ова е таа случка со кравата на Бену Исраил, поради кој наречено ова сура, суратул Бекара, и нормално, како што рековме, од свекој случки, најбитно е да се земат поуките. Иншалlah, овие поуки, некои поуки од оваа случка, ќе иземеме во следното дружење. Го молиме на возвишениот Аллах Азза ва Џел да ни уцврсти на неговата вера, да ни дај сериозност во неговите прописи, да ни направи од оние кои практикуваат Аллаховите прописи и суннетот на неговиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва саллем и да ни соединит во џеннетул фирдеус со пратениците, искрените шехидите и со сите добри луѓе. Амин. Ва салаллаху ва саллем ала набиина Мухаммед ва ала алихи ва сахбихи аџмаин.